Дали ти оди низ глава една реченица која кажува моето однесување ќе му остави последица на моето дете, ќе му се јава трауми и немам конекција со моето дете. Доколку е тоа така, остани до крај, затоа што оваа епизода ќе ти го промени тоа уверување, таа емоција и на тој начин ќе ти даде еден внатрешен мир. Јас сум Кристина, а ова е Да Солателје подкаст. Здраво и добре дојде во една нова епизода, подкаст епизода, но овие епизоди одат и на мојот YouTube канал, каде што исто така можете да најдете и друга содржина која оди и со видео. Па се радувам за оваа епизода затоа што оваа потекна инспирирана од денешната сесија што имав со мојата клиентка, која на еден момент ме праша: Кристина, дали јас сум добар човек? И мојот одговор на ова прашање беше: доколку го поставуваш тоа прашање, тоа веќе значи дека си добар човек. Личност која е на пат да биде подобра, која презема акција, која работи на себе, која прави терапии и сака да биде подобра личност. Но од каде потекнува ова прашање? Таа ми вика: Кристина, јас мислам дека моето однесување ќе го обележи моето дете. Напати знам да бидам хистерична, да викам, да го карам, да не го прифаќам и така натаму. И мислам дека тоа ќе му остави голема последица и дека ќе има траума. Па сега еднаш за секогаш да ја разрешиме оваа дилема. Прво, од каде потекнува овај притисок, ова размислување, овај стрес? Потекнува од тоа што сме преплавени со содржина како да бидеме подобри родители, како на Инстаграм, ТикТок, Фейсбук оди содржина која кажува треба ова да правиш или треба она да правиш, не смееш да си го дозволиш ова или она, а во суштина сите сме луѓе. Ние не сме роботи. Напротив, тоа роботско однесување ќе му штети на нашите деца. Ние треба да останеме природни и искрени. Не треба да ги надминеме сите наши внатрешни предизвици или надворешни предизвици, па тогаш да станеме родител. Напротив, тоа не се случува така. Кога ќе станеме родител, тогаш доаѓаат сите предизвици. Тогаш доаѓа поголем дел од предизвиците затоа што тие деца се тука како наши учители. Во нас будат многу полиња енергетски, подсвесни, многу работи кои ни се случувале во детството, во минатото, за кои не сме свесни. Тука се јавува нашата рефлексија какво било нашето детство, се јавува рефлексија какви биле нашите родители, како сме се чувствувале тогаш, кои трауми сме ги имале, кои дугмина ги притискаат овие деца кај нас, кој е нашето его, како да учиме за трпение, како да бидеме подобра личност. Значи, да бидеш родител е исто како да одиш во едно училиште за работа на себе. Познавајќи го сето ова, во исто време не можеме да бидеме и совршени, затоа што сме на патот да станеме подобри. Тоа значи дека ќе паѓаме многу пати на многу тестови кои ќе ни ги задаваат ситуациите со нашите деца. На тој начин не можеме да заминеме во онаа крајност да бидеме толку джентал или во тој джентал парентинг што се промовира денес, само за нашето дете да нема трауми. Што значи траума од друга страна? Траума значи да се чувствуваме безпомошни, а при тоа да нема никој до нас. Односно, да ја чувствуваме таа емоција, а никој да не ја гледа или ја поддржи во тој момент. Запамтете го ова, затоа што знаеки го ова, ќе ни помогне да ја смениме перцепцијата. И како што и кажав на мојата клиентка, доколку знаеш дека траума е кога детето е оставено само со емоциите, и колку и да се случила некоја непријатна ситуација, да си се извикала на детето, да било бурно, да си се изразила некако како што не треба, тоа можеш да го поправиш. Кога ќе се смири ситуацијата, да му пристапиш на детето и да бидеш тотално транспарентна и искрена. И му кажеш: бев нервозна,
уморна, лута. Тоа нема врска со тебе. Однесувањето не беше во ред. И сега сакам да ми простиш и ти се извинувам. Твојата емоција беше таа и сосема ти ја разбирам. И на тој начин му помагаме на детето да освести дека има поддршка, дека има некој кој ја гледа, ја слуша и ја разбира неговата емоција. И така, кога ќе бидеме целосно конектирани на емотивно ниво со нашето дете, тоа не значи да ние постојано ги повторуваме образците, да се развикуваме на децата, да бидеме несвесни околу нив. Не. Ние работиме на тоа, но не сме роботи, како што кажав. Има денови каде што имаме поголем капацитет, каде што можеме да се поддржиме сами себе, да ги коригулираме нашите емоции, но има денови каде што тоа е невозможно. И сосема е окей. И доколку живееме еден искрен, транспарентен живот, а не живот на роботи, тогаш добива животот друга димензија. Тогаш се чувствуваме слободни. Воспротивно, настојувајќи да бидеме постојано во тој gentle parenting или нежно родителување, а се забораваме себе си, тоа не води никаде. Детето реагира на нашите емоции кои вибрираат, се прикачуваат на нашата вибрација. Не можеме да бидеме со насмевка, а да нашиот пулс биде 300 и во нас бидеме во нервоза и да вриеме внатре во нас. Значи, тоа едноставно не е возможно. Тоа се чувствува. Исто така, ме прашуваат како да се конектирам со моето дете, како да му докажам дека сум негов најдобар пријател, дека мислам најдобро за него. Мојот одговор е никако. Со зборови никако, само со дела. Однесувај се како најдобар пријател со него. Верувај му. Некои работи кои можеби во минатото не биле честа појава, а тоа е да не забораваме дека и ние сме биле деца. Да не забораваме како ние сме се однесувале на 3, 4, 7, 12 години. Да се подсетиме во тие ситуации кога ќе направат децата некоја грешка, кога ќе направат некоја однесување кое е соодветно за неговите години, да не заборавиме дека тоа однесување било и кај нас. Дека и ние така сме се однесувале, затоа што сме биле едноставно деца. И да ги прифатиме, тие не се наши роботи и ние не сме доминантни над нив. Ние сме само нивни учители, во смисла да ги поддржуваме на патот, да ги поддржуваме, да ги пратиме, да бидеме целосна поддршка тука за нив, а не да ги модифицираме и да ги прилагодуваме како што нас ни одговара. Тие доаѓаат преку нас, а не од нас. Имаат свој пат. Исто така на оваа клиентка и кажав, и да бидеш во овој момент најдобар родител, перфектен родител за твоето дете. Немој да заборавиш дека твоето дете има своја приказна, има свој пат, има своји предизвици кои ги има зацртано за оваа димензија. Па можеш ти да бидеш најдобар родител, но детето повторно ќе се сретне со некои предизвици, така да не можеме ние целосно да го изолираме и да го ставиме во стаклено звоно нашето дете. И не е тоа поентата. Што порано се соочи со некои предизвици, тоа подобро ќе стане резилиентно и со текот на годините ќе научи да се корегулира со наша помош нормално, да се носи со такви ситуации емотивно и во животот тоа да не биде голем предизвик кога ќе биде возрасно, затоа што нашата улога е да го припремиме за овај живот кој воопшто не е джентл. Затоа запамтете дека вашите деца имаат своји приказни, имаат своји предизвици кои сами треба да одат низ нив со наша поддршка. Исто така, како да му докажеме дека може да ни се обратат, да бидиме тука за нив, наместо да не одбегнуваат и да се обраќаат на други, на нивните врсници или на други луѓе, наместо да се конектираат со нас. Освен тоа што ќе запамтиме дека како било кога ние сме биле деца и целосно ги прифатиме за таа возраст, и исто јас секогаш практицирам, доколку направи некоја ситуација, се случи некоја ситуација, некоја грешка, прв пат,
нема казна. Затоа што тоа е дете. И прв пат не знаело кои се последиците. Не знаело, затоа што не му е развиен доволно мозокот, не знаело што ќе се случи и како ќе се случи. Иако навидум ние мислиме дека знаат. За првиот пат нема казна. Има седнување и разговарање. Што е, како е, што ќе се случи, причина и последица. И поставување граници и последица за следен пат. Тоа значи целосно прифаќање за годините. Друго, не смееме да ја намалиме важноста на нивните емоции и приказни. Не можеме да ја намалиме важноста колку е страшно доколку им се скршила нивната играчка. Да, за нас не е, во нивниот свет тоа е се. Или дека другарчето не му обрнало внимание, или дека биле сами на одмор од нашколо, или дека симпатијата ги одбила. Тоа е за нив премногу. И треба сериозно да ги сватиме, да се спуштиме на нивно ниво и да се конектираме со таа приказна. Наместо, ајде тоа не е ништо или немам време сега за тие работи, на тој начин се гради конекција. Односите се градат. Без разлика дали тоа вашето дете, вашиот сопруг, вашата пријателка. Немој да ја навалите вредноста на вашиот однос со детето само затоа што сте го родиле. И исто така, едно најважно правило, кое мислам дека на секој родител треба да му одзвонува, немој да ги лажите вашите деца. Пријателство не се гради врз основа на лаги. Да му кажете, ке ти ја купам играчката, а не ти ја купувам. Ке те однесам таму, а не те носам. Ти ветувам и не го исполнуваш ветувањето. Така се кршат тие мали срца. На тој начин ја губа довербата кај нас. На тој начин се одделуваат, на тој начин не ни веруваат. И така не создаваме конекција. Исто така, тоа може би не го заприметувате доколку сте попустлив родител, но немање граници е исто како да лажите. Да му кажете на детето, готово е повеќе нема да ја добиеш таа играчка, а повторно ја добива. И тоа е лажење, само во друг правец. Значи, останете доследни на тоа што го зборувате. Така ќе се конектирате со вашето дете, така ќе ви верува и кога ќе дојдат посериозни години, односно кога ќе дојдат години со посериозни проблеми, тие ќе имаат место, катче, личност со која ќе се поврзат, а тоа сте вие. И тогаш ќе можете да разговарате на сите можни теми и да им помогнете. Ама и во тие ситуации треба да останете автентични, не да се криете зад маски, само за детето да нема едно или друго мислење или да нема трауми. Вие треба да останете вие. Тоа е патот до продобра конекција со вашите деца и да им помогнете да бидат изградени во едни прекрасни личности за овој живот кој ги очекува. Често знаат да ни се појавуваат образци како постојано расправи со децата, не слушаат или што и да е. И толку често се појавуваат тие образци што се чувствуваме дека не сме добар родител и тоа го препишуваме на нашиот идентитет. И сите такви ситуации, дали се работи тоа за деца, за партнер, за колешка, за шефот, за свекрвата, за било што, доколку ви се повторува едно те исто, тоа значи дека е некоја научена навика. Но за тоа има лек и тоа е добра вест. И тој процес на освестување на тие образци и нивно одвојување, именување на тоа однесување, ке го работиме на работилницата во Охрид на 26. јули, каде што од срце ве поканувам да ни се придружите доколку сте во можност да дојдете во Охрид. Ке биде едно феноменално искуство од 3 часа, работилница каде што целосно ке се промените од внатре, ке создадете визија за вашиот живот и ке знаете да поставите граници сами со себе, но и со вашата околина и со вашите најмили, без да се растурат или да се расипат тие односи.
Ве поканувам да се пријавите на линкот кој ќе го ставам во оваа епизода и дозволете си да тој внатрешен дел кој чека да биде виден, тој автентичен и самоуверен дел да дојде на површина и да го направите вашиот живот вистинска авантура. Се слушаме во другата епизода. До следната епизода ти испраќам љубов.